Отсуството на Љубиша Видојковиќ, обвинетиот за сообраќајката во која загина нивната ќерка Фросина, предизвика револт, солзи и нервоза кај родителите на студентката од Крива Паланка. Таткото бараше притвор, се вознемири и мајката. Незадоволни се што се уште нема судска завршница за смртта на нивната ќерка. Оваа година и пол за сите имаше притвор, освен за убиецот на моето дете, рече мајката на Фросина. Неговиот адвокат уверуваше дека Видојковиќ имал здравствени проблеми и дека во текот на денот ќе достави медицинска документација. Рече дека досега обвинетиот бил редовен и одговорен на судењето, но тоа не ги смири родителите. Значи, мене ми беше лошо. И јас бев сињока во болница, па дојдов. Значи, немате разбирање како им е на родителите само. За година и пол да не покаже грижа на совест, дека е виновен. Што притвор не е обвинен. Како така твоје да се А така, притворот тука да дојде, а не да шета, да си прави екскурзии. Откако судењето беше одложено, на мајката на Фросина и се слоши, па беше повикана и брзата помош во судот. Лекарите интервенираа и после половина час со помош на незиниот сопруг излезе од судот. Дали е тачно или не е, обвинетел бил во болница. Барав да достават писмено или телефонско јавување да видиме во која болница е. Но на тоа никој не реагира. Сега е још поголема сумња, мислам дека е ово само манипулација и бегство. Завршните зборови планирани за денеска беа презакажани за 15 јули, пред стартот на судската верија, пошто ќе има и пресуда. Сообраќајката се случи на 3 април 2015 кај Универзалната сала. Според обвинението, Видојковиќ возел со брзина од 85 км на час и под дејство на алкохол од 1,23 промили. Тој рече дека не се чувствува виновен, бидејќи поминал на зелено светло на семафорот. Но сепак на последното рочиште, кога даваше одбрана, прочита емотивно писмо со кое на родителите им искажа жалење и тага за немилиот настан. Одговара за загрозување на безбедноста во сообраќајот и за неукажување помош, бидејќи по сообраќајката продолжил, па подоцна сам се пријавил во полиција.